се менува. Јас кршам овде така. Ето го Хамилтон. Значи само. Добре, веќе ми кажи дори јас го рајчам Хамилтон овде. Тоа беше посебно наместен за да покаже да Рацио го чекаше моментов некој истурка. Едно време не ни го имаше во кадар. Фаќа само рандом лем човек не запира, се викам. Само немој Макс да очукнеш, се викам. Само немој. И само него па го чукна од сите онака нешто буквално пола возачи беа тука и само Макс. Може ништо полошо да биде. Можеше многу полошо, она 5 души можеа дефинитивно да ја завршат трката. Ко Формула 2 нешто што видов, таков инцидент можеше биде. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добродојавте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст или Сектор 1 подкаст, вашата доза на Формула 1 во Македонија. Јас сум Давор Трајковски, а саме тука е Мартин Трајковски. Лоу Даворче. Не сме браќа, значи да не се Често нема тоа, никакви го дилеми. прашува си дали јас и Давор сме браќа. Не знам дали си личи име или презиме, во нешто се буни, ама да, тука сме со Мацијеве, доколку се прашувате кај е Адриан. Едноставно Вилијам што не завршија трка, му беше многу тешко и одлучи да напушти се. Ретајр да подкаст, ретајр from the podcast. Готово веќе хајпо не се исполни, не се реализираше и тоа е тоа. Јас себе некако окрепнав од Макс што не ја заврши трката, ама не, шала на страна. Понеделнички снимаме и знаете како е Адриан си има обврски. Че го разбериме, че му оправдаме. Од наредна епизода се враќаме сите тројца заедно Велика Британија, така да не се секирајте. Имаме неколку работи напишано и од него, значи вклучено во подкастов без гајле. Тука сме се зборуваме за рунда број 11, големата награда на Австрија. Уште малку и половина од сезона еве се ближи. Како лета. Ние така нас брзо ни поминува времето, доста не забележуваме, оти снимаме подкасти вака и сезона ни замина пола така. 11-12 подкасти веќе имаме снимаме полусезона. Доста добри. Можда е најбрзата сезона до сега. Реално, за мене лично, се не знам како е за сите, ама да, јас така чувствувам за тоа. Да влезиме го така еве за Австрија, мислам дека беше Австрија како патека мене ми лично многу уба. Знам еве еднаш правевте муабет на некој подкаст баш кој ме немаше за омилени патеки. Мислам дека дефинитивно Австрија ми е во топ 3. Многу ја сакам. Секогаш има, најмалку кривини има, ама сите се добри, сите се нуда можност и брза патека нормално. Брза патека, најкратката патека со време, да. Така еве да навлезиме со рейс рейтинг. Ако сакаш да го кажеме прво од Адриан, да се водиме после него да видиме што кажува. Има напишано кратко рефератче. Од Адриан, значи солидно 5-че, освен дуелот помеѓу Оскар и Ландо, немаше некои посебни дуели на патеката кои изненадија, али трката беше отворена и имаше потенцијал за повеќе. Затоа една петка на средина е доволно за оваа трка. Морам да напоменам дека на оваа трка сватив доколку Макс не е во тркиве, нема забавата, едноставно само тој може да империра на Мекларен. Адриан со ова темпо што го покажа Мекларен, никој не империраше ни господа. И Верстапен да беше немаше реално да беше, многу беа доста брзи спрема тоа. Еве, Адриан имаме 5-че, Мартин ти што имаш да се надобрзиш. Јас повисоко одма ќе дам сега од вас. Сечи зошто? Јас се гледам 7-ка, мене ми беше онака доста добра трка, не знам, јас се гледам, комунициравме и со нашето друштво, нашата група, дека не ги абдисува трка. Мене ми беше стварно добро, имаше и доста и акции меѓу другите назад, поназад така да. И тоа мислам од Адриан вика немаше посебни дуели, реално имаше убава борба за поени така да. Доста дуели имаше. Доста. Откако се оддалечи Ландо и Оскар само тоа гледавме, Хулкенберг, овие Бортолето, Лосон така да. Имаше. Нечата е 7-че. Да, од мене 7-ка така. Јас не знам, поиќе сум наклонен на кај Адриан, може би ова ни од нашиве возачи нема среќа, ама ете јас не знам, седувам меѓу 5 или 6, ама ќе дам 5,5. Така измеѓу не можам да се одлучам. Стварно ете беше значи убави Адриан, имаше значи потенцијал трка да ви добра. Борбата од Ландо и Оскар беше одлично, онака дури реално јас очекував инцидент. После тоа што видовме во Канада и малку Оскар и направи некои малку агресивни потези, така да. Ќе зборуваме за тоа. Да, имаше потенцијал трка, имаше и солидни битки Австрија како Австрија. Не знам, мислам дека е тешко да има лоша трка во Австрија, така да ова е малку надпросечна трка да речеме, затоа 5,5, 5-7 така да. Австрија до сега никош нема разочарано, немам ја видено да. Стварно што викаш ти нема. Последниве години барем нема во минимум е просечна трка, да. Нема никош досадно да биде. И продолжена до 2041 така да. Договорот е продолжен до 2041, како што кажува
Мартин уште 16 трки, значи имаме во Австрија, така да без гајле че ја гледам ова патека. Ја искрено бев малку засекиран. Не знам, да, мислам онака нешто има против. Се пократко ќе му дадам. Не, очекував да, јас многу долго. Ова е Мајами левел, да, толку беше на Мајами сега, да. Мене нешто ми е дека шуми има многу онака околу и нешто нема толку место за навивачи, ама еве, знаеш, доволно се од сите Red Bull Verstappen навивачи го полна, така да ете, нешто ти сега се сите патеки гледа што може повеќе публика да собере и повеќе профит да се направи, ама ете здраве, се е супер со Австрија останува, така да ги провериме еве нашите прогнози, Мартин беги ова го прескокнуваме. Не почнувајте со прогнози, мол. Ако ништо барем Адриан еве не е тука, ама Адриан стварно добар викенд имаше со прогнози, еве дури како што кажа Мартин го стаса. Јасно, да. Ајде кај Адриан да видиме. Пол позиција Макс Верстапен, победа Ландо Норис, изненадување Шарл Леклер, неголемо разочарување Астон Мартин. Мислам дека овде му дававме поени за победа Ландо нормално, изненадување Леклер. Со Астон имавме дебата, ама Алонсо освои поени, Строл си е Строл, така да одлучивме да мислам дека така Адриан, ако грешам, че извиниш, ама па ни напиши во коментари. Да, пиши во лайв чат. Адриан сега има 9,5 поени, ти Мартин имаш пол позиција Макс Верстапен, победа Оскар Пиастри, изненадување Џорџ Расел, разочарување Racing Bulls. Ти добар. Ова мислам дека ти е прва нула, така? Не, втора нула ми. Стварно? Да, имав златно компирче, само не знам кај беше. Собираш компири, си садиш. Да, сега 1-2. Еве Мартин сега има 9 поени, така да Адриан за пола поене пред него, јас ништо барен не сум. When I catch you, знаеш оно, when I catch you, Ricky, when I catch you, Adrian. Адриан пази се сега. Адриан пази Пол позиција Макс Верстапен, јас имам победа Оскар Пиастри, тука во согласност бевме со Мартин, најголемо изненадување Хас и разочарување Хамилтон. Овде ништо, само некако успеав да окандисам Адриан да ми дај пола поен за Хас, дека реално има е добар камбек, онака беа почна поназад и ете одлучивме пола поен. Значи, јас сум скромен, не барам цел поен. Некако јас забушавам последно време 15 поени имам сега. Со пола поенчи, да. Мислам дека од 10 до 15, кој што ти кажав вчера, од 10 до 15 поени стасав со 1,5 поен само некако, онака се влечкам, а уште никој мене не стаса, но тоа е. Добре, сега го немате стасаме, ние се прошуваме вака. Ева, компири. Буквално ДНФ, порно ништо не напиша. Да, ова е Макс Верстапен. Ситуација. Имаме или Карлос Саинц, или Карлос Саинц, не почна, само се постави и тргна. Никако. Адрианета има 2 поени или 2,5, значи не знам како беше ова, тој ги одредуваше, ама 2 има минимум. А вие сте уште подобри од нас, еве имаме од резултати од прогнозите нашите следачи. Имаме нерешено за победа со 3 поени. 3 поени има до сега него видно. Еве 3 поени, двајца има. Аризанович 77 и Лазаров. Ева вас да ја прашувам, почнувам треба фановите да ја прашувам јас за браво. Мора да ми помогнете малце. Не може вака вие по 3 поени збирате јас нула. Да викаме на под, тој што ќе сабере 4 викнат на под. Може тоа. Добре. Имаме Аризанович 77, имаше ставено пол позиција Ландо Норис, победник Џорџ Расел, изненадување Ферари и разочарување Red Bull. Реално Џорџ Расел освен што не е победник, друго сето му е чист поен. Лазаров.м има пол позиција Ландо, победник Ландо, изненадување Хаџар и разочарување Верстапен. Хаџар ете не изненади, тој едно време беше во 8-та позиција, имаше еве потенцијал, че ти даевме поен да завршеше на 8-та позиција, ама тоа не заврши во топ 10, така да. Жаламе. Да, Лиам Лоусон пус беше подобар цел викенд и ете 3 поени. Али ова нека ви биде мотивација за наредните прогнози да собериме неколку, ајде, со 4 да има. Секој подкаст вака се демотивирам со прогнози. Никако не може да повеќе. Се мотивираме и се демотивираме. Нај си викаш, ај рандом сега ти пишам. Од рандом ништо не се погаѓа. Ај да се подума малце, тај ни тоа ништо не бидува. Следиќа треба да имаш малце изгледа. Еве, ако не се да видиме сега кој беа стварно најдобри возачи тим, можеби еве ако имаме да се спомни некој најлош возачи тим, така да еве ако сакаш можеме пак од Адриан да почнеме. Ајде. Тој ги има ставено како најдобар возач и тим Габриел Бортолето и Кик Саубер. Да. Габи конечно покажа зашто е во Формула 1 и веќе го навикна ново надоградениот болид на Кик Саубер. Фантастични квалификации, секоја сесија од топ 10 и одличен во дуелот со Фернандо Алонсо, неговиот ментор и менаџер, се разбира. Морам да се согласам, нема тука што, знаеш, тие беа стварно добри.
Јас би спомнал и ми да само 3-4 имена на ум за најдобар возач. Okay. Ландо Норис, Лиам Лосон, Габриел Бортолето и Нико Хулкенберг, убава трка имаше. Ама како цел викенд ева овие тројца. Јас искрено најве колку за да се разликувам од Адриан, ќе го кажам Лиам Лосон. Значи Габриел Бортолето беше супер. И ти ќе викаш Лиам Лосон? Ја ќе викам Лиам Лосон. Ти го се добре, да, ма нема. Си пуштаме рака, еве Адриан ти не е тука, ние си пуштаме рака. Ние сме се во согласни. Значи ти си за Лиам Лосон најдобар. Да. Види, стварно ова ми е кеф, искрено за Лиам Лосон. Лоша сезона за се имаше пехо и многу со Red Bull што го избрка, нели се разбира, му требаше мотивација. Долго време само доверба си се врати, па еве, дај Боже ова да е како негов почеток на сезона, може да се каже. Шести на квалификациите, шести на трката. Да си задоволен некош вака сезона, да си лесно на Лиам Лосон. Сега може да си задоволен што си во Racing Bulls. Да. Пете и тој вика конечно, нешто секој труд можам да го покажам нешто сум гивам, така. Стварно ми е кеф за човек, јас немам против никој возач ништо, така. А за Кик Саубер мислам дека може да се согласиме. Реално најдобар тим ќе беше. Најдобар тим и па најдобар возач. Да беше тука Адриан, че си поздрававме сите, че си сгушкавме, але одесно. Многу се поздравуваме, али тоа е Кик Саубер, двајцата возачи во поени ова мислам се нема случајно од киз некога на 2022 или 2021. Замисли да нема гледано трка, имаш пропуштено, се разбудуваш и гледаш Кик Саубер во поени. Го нема Макс Верстапен, го нема Макс Верстапен, да, исто тоа. Да, стварно че беше зачудувано. Отлично. Еве Адриан, не видов тој пишал, еве за Лиам Лосон, вика special mention за Лиам Лосон, сака да го поздрави. Испреќам голем поздрав до целата TikTok фан база која го исхејта мојот стейтмент за Лосон. Опа, овде има нешто. Ова прв пат го читам. Дечкото полека ја враќа само до вербата и мислам дека Racing Bulls доби два возачи кои ќе им прават проблеми на Вилијамс за петтото место шампионатот. Да, доста имаше коментари видов на TikTok, она баш за Лиам Лосон дека Адриан не веруваше така да ве поздравува сите кои што не верувавте, али тоа е само малце за ова е knowledge, ова е знаење, Адриан што ги има малку, ако тоа е се менува брзо работите во Формула 1, никош не знаеме како може да биде. Има Адриан пишува најаве за најлош воzač и тим, мен искрено можам да се согласам со него, ама еве пишува Карлос Сайнц и Вилијамс, малку брутално кон неговиот тим. Нема друг тим што е поразочарувачки, Карлос, Red Bull ете. Да, Red Bull на така беа Вилијамс, така да. Да. Карлос повторно со проблеми, лош настап, Албон повторно го изваде максимум, се дури не се случи проблема. Вилијамс дефинитивно е најлош тим. Двата возачи не ја завршија трката во викенд кој стварно изгледаше ветувачки. Може да си го право, да. Вилијамс за колку што може ја се е лоши, ја би рекол освен за возач Анака Миди, малку и Юки Цунода искрено и Франко Колапинто, тоа што го направи со Пиастри после тоа. Да, присутен. Многу беше, значи се бориш за 15-та позиција и му сметаш на човекот што го брка првиот, така да не знам како тоа ми е. Али ја че се согласиме со Адриан Вилијамс, сега нека биде најлош тим. Тоа е тоа, така да. Мислам дека тука завршуваме со ова, одиме на Лиза, влегуваме во голема награда на Австрија, одиме со победниците, се разбира, два победа ушенна. Мекларен доминантна победа, значи ова беше не знам на ниво на Мајами, ова беше мислам последно вака оку доминантно што изгледа и со Адриан правевме муавет дека ова наликува баш на најдобрите данови на Мерцедес. Знаеш, ова беше баш онака доминација тотална, никој немаше да ги допри. Да, Леклер се надеваше можеби на некоја борба, ама тешко уште на првата кривина ги изгуби втората позиција. Да, беше. Ај не, мора да го похвалиме Ландо, тој добар старт имаше. Добар старт го се одбрани. Најдобрата изведена трка од извозена, еве, може да се рече и од Ландо. Ова беше само трка викенд цел, ја викенд беше доминантен скрос. Да, викендов. Јас не му верував, ама ете. Да. И не знам зошто е вака секој че гледам на назад, не знам зошто не му верувавме на Ландо. Ова пат дека многу ја сака, значи секој е брз, ама мислев дека годинава сам доверба, нема толку нешто, пак ќе сгреши, очекував на квалификација. Али тој ете обратното го направи. Браво, не докажа дека не сме во право. Мислам дека и минатиот подкаст реков, еве нека ми докаже дека не сум во право на трка и Ландо браво сме докажа, да. Ова му е на Мекларен прва победа во Австрија 2001, тоа го дознав од Црки, поздрав од Црки, така да 24 колеги. Тие се наши колеги, српските колеги. Српски. 24 години, браво во каков стил реално го направи тоа и Ландо кој што спомнавме, скоро совршен викенд да возеше на првиот тренинг, че ги имаше сите сесии на врво, значи на втор тренинг, трет тренинг, Q1, Q2, Q3, победа. Немаш да бараш повеќе од Ландо, ова беше стварно убав одговор. Баш мислев дека Q3 ќе дојде сега. Ландо, спремен си. Има шанси нешто, да. Спремен си Ландо. Да, ја мислам дека јате нели и Пиастри го фатија тие жолтите знамини, не можеше да почне втор круг, ама мислам дека овој викенд беше само од Ландо. Мислам дека че беше максимум Пиастри втор, не мислам грешка Ландо, ама на крај Пиастри направи таа грешка и Ландо го извози. Да, беше повеќе несреќа за Пиастриот и се го начека Гасли баш тука и таа тој и Верстапен нормално ќе го кажеме после, ама
сите пофалби за Ландо. Ова беше баш одговорот што го очекувавме, ти мислам повеќе беше сигурен во Ландо, му веруваше дека ќе се врати поубаво од Канада. Ја мислам дека мора да, иначе не сме. Не, ова може да го мотивира сега да гледа дека колку е поубаво од пол позиција стартуваш, онака гледаш да не прегрешки на квалификација. Можеби баш онака може се подопушти дека немаше некој кој да му парира. Сега ако гледаш, па да, ете Верстапен последниот круг се откажа, онака веќе 8 беше, нема, знаеш дека само Оскар беше човекот што може да биде со него. И на крај и тој не извози, да. На крај Леклер дојде во втората позиција, али рандом се спавна. Стварно не знам али. Ама стварно доминантна пол позицијата за Ландо 5 десетинки, тоа е најголема сезона и најголема од веќе за 2 години. Ова последно колку големо била Јапонија 2023. Верстапен направил толкава разлика, така да браво Ландо, кој што се на вакви блиски квалификации. Се условите беа така, малце, знаеш, не беа нормални услови, не извозија сите возачи, ама пак мислам дека никој немаше да му направи преизвик на Ландо за пол позиција. Дефинитивно. Да преминимете на трката, Пиастри, Ландо, 20 круга со ред беа еден за друг во една секунда, значи тоа беше стварно интересно. Еден момент дури смени, нели, после сударот на Кими Антонели на Макс, смени да ги видиме ние во падок, а минимално ние се бораме. Да. Мрежија врати снимка да видиме да не се случи нешто. Да, тие возеа од жолти знамени на гледам и се трка сите уште после ова, ама ете уште не беше. Како беше сефти кар, мислам дека извадија така да после тоа. Ете 20 круга во една секунда беа Пиастри, реално ова е доста блиска борба и мислам дека многу го критикуваа Ландо сите после Канада дека нема вештина за тркање, онака да се трка не може, значи тој рейскрафт што го вика, ама мислам дека ова трка стварно со тек на време да ве гледаш минатата година секоја грешка се учи, ги научи, дојде овде спремен, анализираше борбата со Макс. Да, минатата година. Знаеше како да изгради добро, Да. И само реалистично имаше една прилика Пиастри да претица, нели тоа го претица во третата кривина, ама он му врати. Али тоа беше грешка од Ландо во тој момент, така да и затоа. Да, сгреши во првата кривина, сгреши Ландо. Ама убаво па направи што си го зеде ДРС за наредната така. Тоа беше многу стварно добро. Ако беше намерно, тоа стварно. Јас не очекував онако мув. Да. Ја мислев готово, сега Пиастри го претица. Ако има и Пиастри да имаше ДРС, готово ќе беше. Знаеш, Адриан ете беше убеден, знам ни кажуваше нели вчера дека Пиастри беше побрзиот возач вчера. Реално не знам, не можеш да кажеш сигурно, ти знаеш, секогаш тој што брка повеќе ќе притиска. Овој правиот сака да си чува гумите, веќе и Ландо нели после пит стопите имаше 6 секунди разлика, така немаш зошто да притискаш. Ама еве и да имаше темпо, Пиастри не успеа да претица никако. Тој нели изгреши во четвртата кривина, имаше така закочување на, мислам предлабоко закочи локап направи рака, нели гумите ти се оштетува, па тоа му даде предност на Ландо, тие нели на радио. Опасно, али, тоа беше опасно. Ја мислам дека баш онака ќе беше комерција 2016 да изврте 20 во песок тој Леклер и Ферари ќе слави 1-2 победа. Тоа ќе беше за мене магија, али тоа е тоа. Нема таква магија. Леклер кажуваше после трка, ги гледам вака еден да се вика. Ајде се вика. Ама тоа. Не, реално ја мислев дека ако ништо барем че имаше контакт онака дефинитивно, ама толку 5 сантими неделе од Ферари 1-2 победа, ама тоа е тоа, жалам Ферари. И овај пат немавте среќа, ама ете, тоа му даде предност, ја мислам на Ландо, баш тој потек, тој што беше прв, влезе во бокс, нормално дека него предност ќе му даде андеркатот беше многу помојчен, така да му даде предност на Ландо и не знам, малце чудна одлука направи со Пиастри што го остаја. Зашто знаеш дека сега потроши. Тој ти вика дека ми не можам со гумава, значи вика искористи го, вика ајде, време вика искористи го дуре Ландо во бокс, да направи некоја да ги поврати малце чист воздух, ама гумите ти се оштетени веќе. Мислам дека скроз ги ости така во тој момент, така да не вредеше. И тој му кажа, гумиве се малку за дека може да направам дека нешто. Тој рече окей се, ама не е згодно. Не можеш да возиш брзо, плюс Ландо на нови гуми свежи, пребрзи, нормално. Ја мислам дека тука се реши трката, тоа беше еден клучен фактор што реши трката и многу решава болидиве што се остануваат цел круг. Да, тие мислам дека му олеснија малку на Пиастри да стаса. Реално многу не се трга на време. Често случува не се трга на време. Че имаше дури Франко Колапинто го иструка Оскар Пиастри од за не знам јас како не го виде, али глупотек, да. Многу се фокусирани. Да си влезе измеѓу. Му си спига тој на Пиастри и на Колапинто и ајде ја на Пиастри ќе го иструкам. Не знам ете што се случува. Исто и со Фернандо беше тука, пробуваше Ландо да Фернандо на последниот круг, да. Пробуваше да се трка со Ландо, така да. Многу беше засекиран тој од правиш некои такви работи. Стариов и таре. И тоа да, стварно
еве на Пиастри му помогне, ама и на крај му одмогне. Ја мислам дека тука пример тој беше клучен момент кај што изгуби Пиастри една секунда цело нешто и натреба излегуваш со ДРС вклучен, тоа е многу опасно, значи. Беше на крајот после блиску, али да, беше блиску, ама тие полиди што беа застанати. Мислам дека му треба на Пиастри минимум 5 круга онака да е редовно за Норис за да успее нешто еден напад, па да видиш како па да го спориш, па грешка да направи. Ото и реално сите правеа грешки, не можеш да го обвиниш Ландо, направи неколку грешки нели Ландо излета на песокта на последната кривина, па и од првата кривина грешка, ама и Пиастри правиш. Така да нема тука шо. Тако се трките кои ќе си под притисок, нормално е да направиш грешки, значи секој ќе направи грешка, така да ете убав викенд, савршен викенд за Ландо, еве сега разликата е 15 поени во шампионатот, така да блиску е, оддалечени се далеко од третата позиција меѓу нив е сето, така да сега може мислам уште послабодно да се бора, онака нема ризик мислам за сега да ги стаса некој. И ете уште нешто да се спомни пред да завршиме со Мекларен, да се вратиме на тренинго, нели како што спомнавме дека Алекс Дан возеше на местото од Ландо Норис. Со сјаен, четврта позиција, тоа е стварно тоа е значи добар болидо на Мекларен, ама ти прв пат влегуваш во болидов онака, значи Алекс нема да имаш сенс некако, да. Значи четврт, веднаш зад Пиастри беше помалку ден на десетинка на времето, така стварно сјаен резултат. Како е болидо, колку добар или и може и дан дека е толку добар. Може и дан дека е добар, ќе видиме тој моментално, мислам втор во шампионатот, Адриан че знаеше повеќе, ама втор е во шампионатот. Да, беше дисквалификуван сега оден на трка, изгуби многу поени од мислам дека од главната трка. Така да ете али како и да е Вершуре пред него, тој нели како што зборувавме има многу искуство во Формула 2, че се гледа тој што е за него, така да е Алекс Дан моментално. И знам имаше интересна изјава од Ландо Норис видов после тркава, вика од сега секој прв слободен тренинг ќе му го давам болидо на Дан. Ето многу некако убаво ми го подае си за цел вик, беше се супер, ете види ако е. Тоа го подесува? Па нешто, знаеш, дава инпут онака, дава како информации, вика ова вака, ова така. Се нормално дека Ландо нема да му го смени скроз да, во света му сигурно. Ландо еве ништо чудно ако видиме Алекс Дан на сите на сите први тренинзи ќе го заверува. Ќе ти помогне. Значи ова е стварно, ова е како да ги завршиме Мекларен, ова е стварно браво за Ландо, Оскар. Цел викенд беше вториот возач според мене, така да според мене, ја не знам, Адриан тврди поинаку така. Дека беше поврз? Ова може беше блиску до душа ако стасаше Пиастри во последните неколку круга, може да се повтореше Имола, Ландо и Верстапен, така да беше многу блиску. Да завршеше ептен блиску, да. Ама ништо да не се случи. Да. Ќе беше проблем, а не дај Боже да беше кој Австрија па меѓу Макс и Ландо, така да. Ете за Мекларен си Куртулија си замина е пак во водство, се многу во шампионатот. Веднаш за нив се црвениот тим, Ферари, се враќа на втората позиција ето во шампионатот, 1 поен. Разлика мислам дека не се голема разлика помеѓу кои се трети Ферари и Мерцедес, 7 поен. 1 поен се разлика. 1 поен, да. Сега бе само се венува вака че си игра. Да. Best of the rest буквално, не знам, Мекларен секако не ги стасуваш. Мекларен, да, тоа веќе до крај на сезоната не знам колку поени може да Мекларен може да осруша и рекордо, искрено. Има потенцијал за нешто. 700 и нешто дали беше рекордо 770, не сум точно сигурен. Не, Red Bull во 2023 имаше повеќе, ами Макс имаше само 570, така да рачуне ти Перес уште 250 имаше. Така да заборев на тоа. Ама ја мислам дека може, еве до пола се има 470, мислам некако ќе знам колку поени, така ова е рачуне има и спринто и има се и спринто и повеќе да чесовира поени без гајле, значи за тие што навивате за Мекларен и што издржавте во тешките денови онака тоа е свака вича знам. Ова е тешки, значи Ферари ај цело време се барем при врво. А овие Мекларен значи до дното падна и сега се крајна, не знам, стварно браво за сите што издржавте. Старе from the bottom на Урхир. Да, Дрейк референс малце. Ама и стварно па и за тие што си навивате за Мекларен и сега, не мора да сте навивале за тоа, тој е тим. Браво. Да се вратиме на Ферари, тие донесете надградби на подо, дали е до тоа дека сега беа втор. Во Канада беше на минатата трка. Да. Се чуди која. А стварно тоаш нема апгрейди, не знам што го прашуваше да интервју што му прави, прашуваше вика баш еве што се надградби вика и Хамилтон. Апгрейд вика. Да, кој надградби. Имаше на подо сега надградби, не знам дали до тоа, едноставно квалификациите беа малку чудни, не мислам дека Леклер не може да не беше втората позиција од Леклер, тоа дефинитивно. А и на трка рано е да знаеш, може и Мерцедес наредно да ќе подобри. Заради што Пиастри можеше да Пиастри можеше Верстапен, не можеше така да затоа мислам дека на среќа малце викендо Леклер does nothing. P3 да, се Расел мут направен. Али ете тоа е Ферари, мислам дека ова беше максимум, сепак за нив 3-4 може да ова може да се прифати исто како на подиум, еден два. Ова Мекларен замина. Да. Ферари беа само тука
трети, четврти што се вика од на тај. ваква трка и на вакво темпо на Макларен мора да се радуваш ти со третата позиција, тоа ти останува само 1-2 секако нивно, сега 3-4, значи ти си најдобар, значи после Макларен ти си најдобар. И тоа е. Само да видиме еве наредна трка дали стварно се надградбите или не наредната, ама наредните неколку, знаеш, да видиме дали е до надградбите, дали е до Мерцедес што зафркна или до високите температури, знаеш, нели му смета на Мерцедес. Макс немаше среќа, ама ете тоа е таков беше викендот, такви беа услови. Знаеш, формула е тоа е напред спорт е. И тоа Ферари солиден викенд, уште еден подиум, ете го што кажа ти од нигде никаде, ја дури би рекол. Знаеш, го немаше цела трка, тие Макларен во 10 круга 5 секунди разлика му направи. Значи, немаше никакви шанси. Сите беа скоро за еден круг. Да, до 6 беа за еден круг минимум. Некој беа и 2 круга дури. Много ето. Тоа е има 70 круга и се кратки, ама да, и се кратки, ама пак доминација. доста е брз болидот за да направиш ти толку, не е обично. Дефинитивно тука, еве и да спомнам дека спомнавме Алекс Дан возеше нели Дино Бегановиќ на првиот слободен тренинг. Тој еве може и до него е дека ве улко јаки Ферари, дека ве е трети четврти, да. Младите помага. Млади, од се сите на прв тренинг млади возачи ја се става. Направите ги брзи да биде. Имаше шампиони че на прв некој. Да вози цело време Дино. Имавме нели инцидент кога ти текнува со Хамилтон и пак со инженеров. Нели тој му вика. Знам за инцидентот. Да не кажувам, сам добро, стварно беше. Не, разбирам онака. Не знам, чуа Ја мислам дека си зборува со исклучено радио. Ти не си поврзани јас со возачи. Му кажува само. Не сакам да влегувам, ти викај. Не, бокс имам уште 20 круга. Ама не ми се влегува, уште колку круг има. Влегува сега, уште 20 круг има. А прво му вика влегува и после му одговара. Беше како не би исклучени. Ја мислам дека не се поврзани. Не може, не знам јас, стварно не знам што да му кажам бој. Ама и плюс ништо не може да изгуба. Значи четвртата позиција беше сигурно од Хамилтон, Расел беше многу далеку, дека не беше никаква конкуренција тука. Остави го човекот нека ако мисли дека може до крај да оди, знаеш, може и тој Хамилтон сакаше сега се првиот подиум со Ферари, знаеш. Леклер че влезеше во бокс, Хамилтон трети че беше. Јас мислам. Можно е да се штите, ама појави да дојдеше до борба, ја мислам дека Леклер имаше многу предност во гуми и че беше лесно предпоставување. Барем че имаше борба. Вака му е одземено тимот. Јас мислам шансата за да проба. А и не се некој возачи Леклер и Хамилтон што би се исчукале за трета позиција, еве сега не знам. Хамилтон сака да е на подиум, ама па до толку ако е може да, знаеш, стабарн што се вика. Да не го пушти? Да не го пушти, може да се случеше нешто. Кажеш, него штака е. Не знам, ја пак мислам дека му вредеше да проба, па еве ако беше веќе че му рече на Хамилтон на радио кој што прави нели со Мајами нешто. Не знам, Ферари се стварно чуден тим, да. Не треба да се мешаме некој онака, ја ги оставам само Ама до кога вака, до кога? Нема до кога вака, то 20 години и поиќе што се вика. Па да се 1-2 цело време, знаеш че разберем онака за трета позиција, ајде за подиум. Не знам, стварно не беше некој голем ризик, го немаш Верстапен, Расел е далеку. Џабе ќе кажуваме, нешто, тоа е тоа. Често го прашуваа Леклер го прашува често кога можеме вика да видиме победа, вика од Леклер. Ни фали победа. Ми фали победа, вика, име ми фали, ми вика. Да, име не ми фали, значи стварно е човеков во депресија. Добра, ај подиум е. Си заминал со нешто шампањско имаше. Да, мислам онака, али завршува од нигде никаде на подиум. А и ова му еве за жал за Хамилтон најдолга низа од почеток на сезона без подиум. Али вози ете нов во, значи и самиот тој каже, јас не можам вика го вадам максимум, цело време го вадам максимум. Така патека му е нова со нов болид. Нормално и не може така, да спореди никако со. И затоа ми е криво што мислам дека ова му беше можеби шанса, ете ако мислеше тој дека има темпо во тие гуми, да оди на еден стоп стратегија. Да. Мислам дека вредеше да се пробаате Ферари, мислам дека тука малку го бранеа Леклер искрено, мислам дека го штите, ама ете нема врска за нив си. Сепак за нив ништо не менува, за Ферари онака може и цел подкаст да истераме. Да, треба посебен подкаст за сезонава на Ферари за инциденти за радија. Колку смешни само радија имаше онака, не знам. Смешни радија, глупи одлуки, паметни одлуки, не може да речеме дека има. Паметни одлуки ретко, ама да. Само во спринт некоја трка Хамилтон кој направи некоја стратегија. Тоа е само на raw pace од Хамилтон, така да. Не е до Ферари, значи. Не е до Ферари, јас мислам, ајде. За Ферари значи тоа е тоа за Австрија. За сега тоа е. Ако ни текли нешто. Да видиме за Британија што ќе направи, ете тоа е Ферари. Не изгледа промисинг вака како за Британија, јас мислам дека не изгледа промисинг. Мислам дека ќе се вратат. Иако Хамилтон ете таму е 9 пати победник, значи тоа е. Да. Ама едноставно кој ќе возиш Ферари се менува. Јас кршам овде така. Ете го Хамилтон. Значи само. Добре, веќе ви кажи дори јас го рајчам Хамилтон овде. И тоа беше посебно наместен за да покаже значи Вација го чакаше моментов некој истурка. Седи се Хамилтон, ете го иде. Седи убаво. Ваци некс. Се возбуди многу кога слушна Хамилтон 9 победи, да.
Ова да опишува сезоната од Хамилтон каква е. Снимани, не се катнувани после ова така да. Да, овде нема сечење, што и така кажуваме. Тоа е, единствената пауза што имаме само во спонзори кој ќе кажуваме така да. Видовте јас така направив гаф така да. Барем аре не постојано така да се супер, убав моменте. Ако покажам пак да не падне. Не покажувам повеќе. Еве го Хамилтон. Еве го Хамилтон. Така да. Вака ќе покажувам јас. Луис направи нешто вака другата трка така. Да, Хамилтон онде во Мерцедес да премини мисија на Мерцедес. Тие се сега трети во шампионатот, еден поент само зад Ферари, ама ете. Зашто? Ја мислам дека како што одеше викендов се надолу и надолу данак, се тоне. На први тренинг беа 1:3 примерно, Арно темпо имаше да, Расел. Затоа и изненадување го ставив Расел, пошто ете минатата година беше наставиче да душе, имаше темпо, пратеше некој. Третче беше барем. Третче беше на подиумче беше така да. И очекував искрено темпо, ама ете повисоки изда температури од Канада, така да там нив многу моменува, еве не знам, стварно толку има потрошувачка на гуми. Тоа е Мерцедес. Така функционира Мерцедес во поладни, затоа Расел слушнав нешто, кажи како? Во Британија? Да, дефинитивно. Сигурно може и да падне некој друг. Тој кажа, ете, јас ова да беше зимски шампионат, ја че бев шампион, вика, нешто да се возеше во зима, од декември до февруари. Расел, ете, малку се зафркава, ама стварно е така, ете. Тој ги спомна баш тие патеки, рече Канада, Силверстон и Лас Вегас, нас ни се прилика така да видиме, не знам за Силверстон прогноза уште како е со време, како ќе биде. Ама како и да е пак домашна патека нешто биде Расел ќе мотивира. Пет ти се заврши Расел, мислам дека не ни го видов еднаш онака да го да, не знам, еднаш лосо кога го претица онака, ама тоа е. Трка од Расел. Не беше ни блиску до знаеш дека го претица бе Хамилтон на стартот, сега тоа ми така не гледав. Мислам го претица? Го претица, ама Хамилтон му врати она после петтата на кривиња, така. Се нервира малце, не, пуштам јас мене. Каде бивши колега да ме помни. Ја овде за подиум се борам, ама Ферари ме други плани, да. И да се спомнете Антонели. Не му се лутам многу Расел не го видов, ама Кими сигурно го видов. Кими ја не го видов, нигде никаде брат се појави, никој не го виде Кими. Значи едно време не ни го имаше во кадар. Фараки само рандом лем човек не запира, се викам. Само немој Макс да очукнеш, се викам. Само немој. И фата. Само него па го чукна од сите онака нешто буквално пола возачи беа тука и само Макс го. Може ништо полошо да биде. Можеше му полошо, на 5 души може дефинитивно да ја завршат трката. Ко Формула 2 нешто што видов, таков инцидент можеше биде. Лејат Антонели, мислам дека многу касно закочи онака како да се забора и нешто. Ама не, кога што гледам, возачот нешто си кочел од има преднив, боли. Тие преднево кочел од има преднив, а Антонели излезе си кочеше кога да нема никој, само за да ги избегне нив. И тоа веќе лока праеше и за минуваш далеко и пробуваше на дворешната страна вака за да помисли да избегне. Да влези навнатре и го. Сигурно знаеш дека некој би требало да прави дайв, затоа можеш да сакаш од надворешната страна да избегне нешто, ама никој не избегне. Нема избегне, ова не може да се избегне, ова. Никако да избегне. Тоа е несреќа. Вау. Да, и добива казна, ете, 3 позиции. Сега Адриан треба да го објавува тој. Не, Антонели. Не, Антонели. Антонели добива казна 3 позиции за Британија, значи ќе стартува 3 позиции па од кај што се квалификува и 2 казнени поени на лиценцата, тој мислам може да му се први, мислам искрено. Први му се сигурно, нема гајле. Јате за Мерцедес тоа имаше друго што да се спомни, Тото Волф пушта некако кога да си игра со муабетиве дека има шанси Макс да дојде во Мерцедес. Јас искрено не знам, јас ти кажав и вчера, ја мислам дека планов му е колку само да ги поремети Red Bull онака, нешто да му направи внатрешни проблеми и притисок да создаде. Оти сам кажа дека ова не спречува ништо со преговори со Расел. Ама кога имаш 4 светски шампион што е потенцијално достапен, значи тој има договор нормално. Ама кога има шанси да земиш нешто, то сака да си игра со стварно е мината на Мерцедес, али па да ги имаш па Џорџ Расел и Макс Верстапен во истиот тим. Сам кажа тото дека е Dream Team. Стварно е онака многу доста борбено и доста борби може да очекуваме ако бидат тие двајца. Ај нормално, еве јас лично сакам да го видам Макс во друг тим. Не можам, јас стварно е ете што е стварно е еден од добрите Макс, али тоа е случај Red Bull што го направи да види. Ти сакаш да видиш дали е толку јак. Сакам да видам, да, друг тим, да видам дискусии, сакам можеби еве им освои титула. Очекуваме такво нешто, сакам да го видам во различен тим. Искрено ја сакам чисто колку за да се смени монотонија, 10 години веќе во Red Bull скоро така. Години. И плюс кој што работава, искрено ништо чудно. Не знам, јас мислам дека Чоста ни за година, ама не знам. Искрено стварно не знам. После ваква трка. Мислам дека Шокер не очекува. Мислиш дека нешто изненадуване не очекува? Шокер не очекува. Овој момент може ќе биде клипнат за овој ден, ако ќе имаме некој breaking news официјално, не знам, парно ќе биде ударна вест, тоа стварно ќе биде. Може нема колку Хамилтон со Ферари што не шокира, ама вакво нешто, знаеш, пак е големо. Зависи од тимот. Например, за Астон Мартин да замени нема толку бидам нешто ќавосан, ама Мерцедес пример да појди, кој што има муабет за Мерцедес в година.
Искрено ќе се радувам. Ќе се радувам. Мислам дека и да, и наша група кој што е. Да, со многу други, значи во групава сме сето Мерцедес фанови, јас за Верстапен, Хамилтон имаме и Вилијамс, се разбира. Адриан нормално само вика и нашиот едно другарче што навива исто за Мерцедес, нема вика да се караме освен со Адриан, само што ќе дебатираме дека Вилијам ќе остана петти, или Да. Вилијам секако петти. секако петти дека ќе биде. Да. А ти стварно, што мислиш има шанси да се случи например Макс да замине? Па зошто не го гледаш Хамилтон во Ферари дека се може се После менува. тој поток да се можно. Тото излеа спрема некоја паричка трла, брзи кредити зема. А што мислиш кои се шанси кој ќе му биде тимски колега ако замини во Па Мерцедес? ја би го остал тука Џорџ Расел. Ки ми Да? мислам дека нема тока, пак ќе биде ќе си гради после исто Многу е како во тешка Red Bull. одлука. Многу е тешка одлука. После ќе биде исто како во Red Bull, ќе гради тој да биде Мерцедес на крајот, а Кими ќе биде само придружен. Кими не може да просперира ако е Макс тука. Мислиш? Па. Многу тешко ќе биде голем. Тоа не може со таков човек да просперираш. А со Расел и Макс што ќе биде? Со Тоа ќе биде, Расел, не знам, Макс, војна, секоја трка војна ќе биде. Осама бин Расел. Сама Бен Расел и Макс Верстапен. Вау. Ќе биде тук. Ете, тоа е тоа за Мерцедес да се префрлиме на сегашниот тим на Макс. Од едниот тим на Макс до сегашниот. Да видиме Red Bull, еве и тие не објавивме за ова, ами тие донесоа надградби, малку нешто сменија на краевите од подо, мислам ако не се лажам. Да. Ама еве ја имам некоја импресија дека Red Bull многу брзо со надградби, онака. Мислам дека многу често и многу неуспешни надградби носа, онака, не знам некако нешто носа надградби и така ништо прави. не менува. Ферари, добро, Ферари, не знам се, ова не знаеме за оваа надграда, ама пак колку што има, мислам Red Bull донесено надграда нема никој, онака, нешто носа и не знам се дали е тоа до едноставно незнаење, знаеш, онака, од Пиер Ваше сега да не се снајдува толку добро со овој болид, или многу притисок има од Верстапен странава, знаеш, на гаражава да направи нешто со болидов, ама мислам дека само го влошува, онака, не знам, мислам дека тоа надградба Може да е трак специфик онака не, наградба. надградба е целосна целосна награда? да, демек као сега и за во Силверстон ќе има надграда. Сега не знам Па дали добро, е може на во Силверстон ќе дополнување. помогне тоа нешто и Да еве видиме. чекувам, ќе Ајде. да знаеме. После Мора тоа да подкаст има, не баш може ќе од видиме. од една награда, од една трка и една надградба не може да заклучиме дали е Дефинитивно, добра да. наградбата, така да. Ај викендов беше стварно немаше Верстапен среќа на квалификациите, нели? Првиот круг Си му нервира, беше дури лош на во крајот. Q3, а после тоа ја мислам дека кругот му беше доволен за втори или трет барем да биде. Да. Беше разликата мала до првичниот круг на Ландо. Ја мислам, се откаже дури во последните две кривини само се откаже. Епа, заради жалтите знамина со гасти. Тука баш тој нели си изврти на последната кривина. Да. И тоа е. Затоа тој Пиастријате баш главните конкуренти на Ландо ги фати жолтото знаме, али тоа се случува. Седми стартуваше трката, траеше 2,5 кривини што се вика, онака не ни ја помина третата кривина, така да. Може да го најдете клипчето, одма може да ви заврши, само што ќе почне да заврши Да, клипчето. да, сега да. Верстапен. 30 секунди само може 30 да секунди, колку почнува и траеше завршува. трката, да. За жал, ете, тоа е јас. Едноставно не знам, не ни бев изнервиран, не знам, онака, не ни ме нервира Кими Антонели му се нешто, му онака. се Да, да, извини. Кими се извини, а и Верстапен не ни му се налути некако, нешко помирен. Не знам да јас си- Макс како Макс тешко дека признава него така. Дај, извини, нема проблем. Нема проблем. А тој внатре врија. Ами сигурно. сигурно различно, еве јас судам по тоа што кажува тој да Да, ќе вика дека секојаш ништо. така кажува. Ај плюс ете си замина и од инцидентов заедно буквално онака, знаеш, Да. нели си излегува така ли си каже нешто, Му не се знам што си извинуваш, каже, да, сигурно му се извинуваш Антонели. Му рече, mate, fuck your championship. Буквално, кој го мати твојот шампионат, онака. Али стварно мислам дека па имаме тука и неколку прашања дека го спомна баш шампионатот, Океј, ајде. да видиме две се слични. Дали со денешниот инцидент Верстапен се уште има шанси во шампионатот на возачи и Аризановиќ 77, дали мисли дека Верстапен го изгуби шампионатот после тркава? Па не. Не? Не, ја Не мислам ти ја да има пишам? уште доста трке, али се да, ако гледам на На темпо разни- на Мекларен, така да... Тоа викам, да. Ја мислам дека и покрај инцидентов, ова темпо на Мекларен што покажа е стварно Мислам онака дека, незапирливо, да. не знам. Па и Макс е добар во минатата година во Велика Британија подиум, така да Да, втор заврши, ама да видим. Ја мислам дека Како ќе би и го наредно видиме, ќе ама биде не уште знам. поубаво за не уште поубаво, Австрија мислам дека е баш патека што му одговара на Мекларен, ама и Британија би требало да биде јаки, ама јаве наиш трки така како Шпанија, ако ќе завршиш 10 како ова, ако ќе не завршиш, а болидот ти е многу поспор од првите, мислам дека стварно многу. Ја искрено мислам дека нема шанси. Се еве после нема повеќе шанси да се бори? да, мислам дека нема повеќе шанси. За шампионатов нема шанси, ќе се бори ете можда некој трки, ама Третата шампионатов позиција е нема многу далеко. осигурана, Џорџ И Расел третата позади, нема, така да. Повеќе треба што викаш да се пази за да си зачува третата позиција. Ете 9 поени е разлика само меѓу Се нив. случува, се менува во текот на сезоната, така да не можам. Дури стваро кој ќе ми е математички impossible, Да, да, да. тогаш знам дека е готово. Да, еве ама ја ќе речем шансите се, не знам,
3% ја мислам за да освои моментално Макс Верстапен. Да. Лично јас така мислам. И осудам на тоа, али никош не го отпишувам. Да. Не можам. Имаше и Хелмут Марко го отпишувам и ми докажува обратно, така да. Ај отпиши го тогаш нека да каже. Го отпишувам. Ја видов дури Хелмут Марко онака што е човек, знаеш што е си шашнат да речем, знаеш и тој сам ја вика дека шампионатот е готово, онака веќе тоа не може. Пробавме се, ама шампионатот е готово, така да веќе се. Ќе беа 5 со ред. Да. Ќе беа 5 со ред, сега не се, ќе се остани рекордот само за Шумахер, тој има 5. Шуми. Тоа е тоа. Поздрав. И на Red Bull му завршува исто така низата, значи има 77 трки последователни во поени од 2022 во Бахрейн. Замисли 2022 Бахрейн има 77 трки од тоа, онака некако многу брзо ми помина сезони. Онака како да ја памтам ко вчера да беше 77 си вибра Верстапен гаража. А тоа пред тоа се 3 сезони онака цели. И ето Јуки прелоша трка имаше, ја мислам една од полошите неговиот кој во Red Bull можеби најлоша доби казна, нели го чукна Колапинто. Не успеа да ја задржи таа низа, а и нешто колку биле блиску да сруша рекордот, само 4 трки имал. До Ферари го држа рекордот со 81 на трка, а Red Bull са има 77. Ферари има од Ферари, значи држи некој стат. Има некој од Германија 2010 до Сингапур 2014 Ферари, а ја веќе исто онака го најдов и дека Мекларен сега по Австрија има 49 трки поени поред. Така да, кој што му е тргнато на Мекларен до крај на сезонот учествува. Може тие еве може да ги стаса Red Bull па Ферари, ali ќе видиме така малку интересна статистика што заврши за Red Bull. Едноставно тоа е на домашна патека и тоа. А не знам има нешто интересно што ме потсети за ако ти текнува Германија 2019 за Мерцедес кој има на домашна кој се исчука и Хамилтон и Ботас, онака има посебни бои, сето спремно беше, али заврши ужасно и ова мислам дека е некој резултат таков стично онака на за Red Bull и за Мерцедес, така да. Red Bull ринка обоено во Папаја, кој што ни нашо наслов, така да. Так, баш. Значи тој си има навивачи цело време во Портокалово. Да, навивачите Портокалово ако да, некој се од Мекларен, ама мислам дека повеќето се навивачи на Макс, но се таква Портокалово од Холандија, да. Ландо, кој за тебе дојде? Да, сега Ландо ќе се радува. Тоа знам имаше интересно радио и порано Ландо ги имаше кажано дека овие се Мекларен фанови, што знаеш и Вертапен, само се изнервира за тоа вика не бе мој се му вика. А и што е трагично за Red Bull случај го дека во последниве 3 трки Саубер има повеќе поени од освоено. Ау, ево, стварно не. 20 со 19, значи Саубер има освоено 20 поени, Red Bull има 19. Мислам ова е 2 во 1, значи Нико и Бортолето против Макс Верстапен. Ама кој ти текни каква сезона има Саубер лани и дека Red Bull пред 2 години победија 21-22 трки, онака и како падна брзо се менува, значи брзо работи. Спортов се е поиќе е поинтересен, така да се. Станува понепредвидив, еве са Мекларен. Па затоа викам тоа е интересно што не можеш да предвидиш. Да, еве и прогнозиве се гледа, дека не можеш да погодиш. Наши прогнози. Не сме во предвид не влегува никаде. Еве вас може повеќе ви оди за прогнози, ама тоа е. Има уште едно прашање. Океј. Дали да не беше инцидентот на кривината број 3, Верстапен имаше шанса за подиум. Што мислиш ти? Стварно е. Седми стартуваше, еве. Значи не гледаме квалификација такава само. Што мислиш? Не знам пред тоа, не знам со темпо како беше со Red Bull со Ферари, така да. На тренинзите беше поспор, ама се може да се случи, знаеш. Ја мислам дека ќе се бореше, ама мислам дека ќе беше од 5 до 30, така нешто, да. Мислам дека ќе може да се бори така. Со Хамилтон зависи се од Леклер колку ќе заминеш. Не сакаш ти вода или имаш? Имам уште малку. Ајде, ја не пиеш колку мене, ја многу тоа се дехидрирам. За како што кажав, ете, ја мислам дека можеше да се бори евентуално со Хамилтон и со Леклер, Мекларен. Не ни ги спомнуваме, значи тие беа далеку. Мислам дека искрено 50-50 шанси за подиум имаше. Дефинитивно не можеш да го отпишеш нешто стратегија оваа, ама темпото не беше ветувачки дефинитивно тренинзите, така еве тоа е наше мислење. А и со тоа ги завршуваме Red Bull, така да тоа е тоа за Red Bull. Пред да преминеме еве на Вилијамс, како што правиме во последни неколку подкасти, да оддадеме малку благодарност до нашите поддржувачи, така да еве дури правиме ние пауза, погледнете и следните видеа и уживајте. Доколку сакате свежа и крцкава фризура, патете се во населба Точила, каши студентскиот дом Орде Чопела. Пеннете, уживајте во одлична атмосфера. Навалете вашата глава и оставете го човекот да прави магија. Но закажувајте си термин со време, бидејќи ваква професионалност секој бара. Една голема благодарност до нашиот близок пријател Секо да Барбе. Доколку сакате да уживате во убаво утринско кафе,
сакате да разбиете монотонија и да уживате во убавините на Формула 1 надвор од вашиот дом во убав амбиент, тука е Кафе База, кој се наоѓа во населба Типски во Прилеп. Точната локација имате во описот на видеото. А сето ова што го гледате тук, ова прекрасно студио, опремата што ја користиме и квалитетот што го нудиме, е поддржано од Fun Production by Оливер Ангелески. Тој се наоѓа во бизнис центарот во Прилеп, на првиот спрат. Со Fun, сите најдрги моменти од вашиот живот ќе бидат отсликани во еден концизен и неверојатен албум, каде ќе се навраќате на вашите најдобри моменти и ќе ги споделувате вашите приказни до најблиските. Фино, уредно и неповторливо. Само со Fun. Од Red Bull преминуваме на Williams, значи тим што овој викенд според Адриан нивниот најголем фан беа најлош тим, значи тие на овој викенд, така да тој има напишано прилично долго рефератче, така да ја и Мартин како не толку познаватели на Williams што оставиме Адриан само да кажи шо, па ако имаме нешто да додајме, ако не, значи Адриан знаете дека ова е Адриан монолог, да. Сега што читаме, така да. Сега ако Адриан да слушате, правите се. Конкурентите се доближуваат. Иако болидот има одлична основа и се уште е конкурентен без големи надградби кои ги прават конкурентите, сепак треба да се обрне внимание на техничките проблеми со кои се соочува Williams последниве неколку трки. Ми заминува, може дека снема в интернет, дури го читам, чеки, да. Леле. Адриан, гледаш дека и кој ќе пробва да технички проблеми не само Williams и ние имаме. Добро, го најдов одма брзо. браво. Кога ќе се решат тие, сметам дека секоја поголема надградба ќе ги оддели од конкурентите и ќе успеат да ја одбранат петтата позиција во шампионатот. Сметам дека убаво ќе биде до летната пауза да ја зачуваме петтата позиција и за време на лето да се посветат детално на техничката спремност на болидот. Искрено супер, онака баш убаво кажано, онака баш во Адриан стил, значи стварно има многу проблеми технички, веќе албум неколку трки соред може и не ни завршува. Мислам дека 3 трки соред нема завршено. Да, или барем еден болид нема завршено. Да, сега да. се погоди, мислам добро сега двајцата душа не завршија, да, минатата Канада, албумите не ја завршиле, ја заврши. Албумите не заврши. Затоа дека мислам дека 3 трки не заврши. Баш сестра ми ме потсети, мислам албум вика нема 3 трки завршено. Не, како мислам дека бе, во Шпанија не заврши, ама во Канада не заврши во поени, може Да. затоа ти да како да нема завршено. Да. И беше Добро, Канада, back to може back. да си го право. Значи мене ми Back to вика back Шпанија пише, дека не ја Канада не заврши. заврши албум. Да, не, Шпанија не заврши. заврши. Канада не заврши албум? Па нели немаше она мислам дека он имаше. Тоа на тренингов беше, Не. кому пукно она, ако ти е ради тоа. Не, ДНФ. Стварно, чека, во мора Канада. да мора да провериш ти провераме. мене, Стварно ја да мислам. не се контраме за џабе. Ова Адриан што знаеш, Адриан се го знаеш, се точно ние не знаеме. Адриан, тоа е во дилема сме без Адриан, тебе. Ти ни го гледа подкастот си вика, јас Шо кажеш, ако ова, ги овие оставам си, уште вика. еднаш сами овие вика. Од се че ти звоним Адриан, ама не стварно така е. Алекс Албон, Пиши Канада резулт, види дали. Канада. Чекај F1 2024. Баш ме интересира тие, стварно не знам. Гледав, не знам после трката и Албон не знаеше да каже. Ете, уште си одивиш. Албон. И Албон не знаеше да каже шо е конкретно проблемов, па и Williams не И, знае, да. така да не може. И Адриан не знаеше, не ми пише, ама сигурно е нешто мотор поврзано, така да не знам. Да, последните 3 трки Шпанија, Канада и јас нарочно си кажувам. ДНФ му се? Да, ДНФ. Шпанија, Канада, Австрија, ДНФ. Стварно лошо. Убаво што си запамтат, Значи, ја мислам дека Канада Од Монако, па се досега има многу лоши резултати. Ете, Да. знаеш, Мајами, па имала 5-ти, двете, Монако 9-ти, Шпанија, Канада, Австрија. Да, ете Монако 9 ајде арно, ама овие Добро, три пак, трки да не ги завршиш. А и Саинц мислам дека нема освоено поени, така да ете може во Шпанија да освојам, не ми текнува, ама ете Канада и ова стварно се разочарување за Williams. Адриан, јас се надевам дека ќе остана 5 искрено, ете сега али со тие овој седим се притисок тук без вакви- надградби, овие Ова е тимови многу ги лошо, ова бркаат, не ги сме бркаат, вака да продолжи. Ова никакво не е. Да. не е Мислам дека никакво има промис. разлика уште од 20 на поени, од 5 до 6, ама Така, како што ама ги работава. близко е, 20 поени е стварно. Да, близко. сега делува комалар, а и плюс е многу близко овие, знаеш. Мислам дека се од 6 до 9 7 поени, 8 разлика. Борба имаме, ви кажувам, тесна борба. Не е само од за борба. сторите до последните има сега Да, борба, така да. Има борба. Првиот си е Првите далеко, да. гасиме. Друга лига. Гасиме сети. Формула 1 и Формула 1 заприка 5 ова работа. Да. Сега ќе Баш. морам да читам од телефон, че извините, снема в интернет нешто на лаптопот, така да. Тоа е тоа. Ама, читаме Адриан текст, нема интернет на лаптоп. Еј, чач. Можно е месец на скрос. Адриан те нечи. Неće ништо да слушни за тоа. Ами тоа е за Williams стварно Sainz не ни тргна на тркавете. Да, имаше проблем, вика, заглави во прва. А и во квалификациите имаше проблем.
вика скршен ми е болидов на квалификациите и имаше лоши квалификации. Со демидж, 19 беше така да. Тркава имаше, ете убаво кажа Адрем се да каже, имаше потенцијал тркава да заврши албум во поени. Едно време знам го гледав 7-ми беше, ако не се лажам 7-ми или 8-ми. Да, имаше доста. Имаше стартов беше даже промисинг. Да, така да, ама ете многу кратко траеше, мислам дека заглави во прва брзина. Да, не. Па некако го ресетираа сигурно. Да, го ресетираа система. Тргна и на крај се намести за од питлейн да стартува, ама му се запалија пак мора автоматски така, не можеш да се вратиш на грид ако не можеш изгледа ако имаш проблем ете така, па ти го ресетираш фактички системот и изгледа не го смета за фер и одиш, завртуваш круг цел, влегуваш во питлейн, нешто да стартуваш од питлейн, да, и му се палат двете кочници до предни му се запалија. Она беше стварно не знам јас победи така во може би дека почуваш знаеш кочници она и многу има стегано кочници човек. Не знам ете, али тоа е секако за Вилијамс беше лош викенд да премини мете на нивните конкуренти. Ова е може најкратки говор за Вилијамс. Не знам дали чаптер ќе помини. Дали ќе има една минута. Тоа е така беше викендот. Имаме Racing Bulls, Haas, Aston Martin, Kick Sauber. Како што кажав, тие се сите многу блиску, значи сите имаја стварно реално сите тимови имаја возач во поени. Racing Bulls со своја поени, Haas со своја поени, Aston Martin со своја поени, Kick Sauber со своја поени, така да одличен викенд е за Racing Bulls прво да кажеме на брзина. Едноставно Racing Bulls е стварно јас ете прав. Како би може прогнозира? Не, разочарување. Не очекував стварно да биде овде јаки, не ми изгледа барем да. А имаа шанси замисли за дупли поени да освоја. Да. И Хаџарете да освојаше. Да. Ама ети како што кажав ми на почеток, Лиам Лосон стварно преубав викенд за него, многу ми е кеф, ете нека си ја враќа само до вербата. Гледаме дека е до Red Bull, ете Цунода сега наедна шопанна во форма. Лосон си ја добија формата, значи знаеме дека е до Red Bull проблемо, не се возачите си се топ. Така да ете дај Боже Лиам мислам дека заслужува место во Формула 1, ете заслужува цела сезона да извози секако, па ќе видиме ете со Линдблад што ќе биде дали ќе му го земи местото или не. Ама ете Хаџар сега можеби нели го кажавме ни ова како што почна неш партнерство на Хаџар и Лосон дека Хаџар ќе биде подобро, а како што ќе му се враќа само од врбата на Лосон, неш дека ќе си биде ќе се врати Лиам Лосон е добар возач, ова му е него најдобар резултат во кариерата во Формула 1, така да после ваква сезона тоа е стварно браво, успех. Хаџар, ете, кажа дека че освоев поени, ама имал штет. Нешто на болидом се случи, да. Губев, вика, цела секунда по круг, така, да, ете. Че му верувам, дека да, стварно е искрен, барем и секој ќе кажува дека има нешто никош нема да ти скрие емоција, онака, знаеш, се кажува како што е. Па затоа и го убеди како возач, реално е многу добар заради тоа што е искрен. Да, искрено има. Баш карактер е онака. Ако знаем дека сум добар сум си кажувам сами и да. Кој ќе зафракне, сите знаеме дека зафракне, че се дери на радио, че плаче си тоа. Али ете Racing Bulls сега ве се зад Вилијам, сама сето е блиску, значи тука ќе биде прва за петата позиција, не знам јас ете Јадрин може да се стресира повеќе за петата. Може ќе биде поинтересно ако ги подстаса малку Вилијам, со ти сега малце за му избега, ама трки ДНФ ете, да. Карлос исто е ДНФ сега. Туско што се тимете, како што кажав, што не носа надградби, мора да ги капитализира сите поени што ги има, а вака ништо не прави. Друг тимете си освоја едно поенче така чисто изгаса. Хас, Естебан Окон, 10 ти заврши така да. Мислам дека Естебан Окон секош рандом 10 ти си завршува 9. Не го запометуваме некој. Ама стварно уба сезона би има човеков, анака. Да, не е лоша реално. 9 ти во шампионатот. Се спасиете што замина од Алпин. Дефинитивно. Најдобрата одлука беше тоа да се гради тимот многу подобро. Да. Заврши лошо, ете нели не извози последната трка за Алпин во Абу Даби, ама ја мислам дека тоа си се спаси. Шо подалеку од Алпин како организација се ужас. Хас еве кој може да се поени освојува Хаса онака таков тим ми се знаеш се пра на трка што може правилно на квалификација сега што се спори ама прво на трка се пра за да 10-11 заврши тоа е право резултат за Хас стварно сваком част ете Оливер Берман кажа дека едноставно одевме на агресивна стратегија тој влегуваше знам многу рано за да проба андеркат ама после му се трошеа гумите така тоа е тоа. Иначе ако ми се мрда нешто многу коса, не прам маги, значи не сме на Титаник, нешто да не си мислите, имаме вентилатор тука што малце, тоа е 30 степени, значи не седиш иначе, така да мора. Ние во студио посебно чешкичко малце. Надвор не правиме детали, во студио ние пекол, така да. Ама не сме зажалени, поздрав до сите скопјани, знаеме дека кај се уште поветар така. И сега што не гледа сигурно се потени во гледа подкаст. Да. Ево изгледате се, малце пуштете се вентилаторче климчева како нас. Изгледате се секторот. Каква промоција. Одиме на Астон Мартин на зелениот тим, Фернандо Алонсо пак во поени, значи
Мустајчо, дали имаш видено каков е Да, сега? сега Многу ми е многу јака фаца. Баш изгледа како од оној од Карс. Да, баш како свикаш тој чик. Не знам, да. да. Како се Да, 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 зелени од заборав, Карс, yes. значи стварно така со бркче онака баш. Али баш Штено, онака со наочарине цело време. Голд статус е скоро со Фернандо. Јака фаца. Ете си освои поени баш ми е кеф сега што спои ми се Почна, неколку да. трки со ред во поенчина. После Имола, онака Да. трна рече, Да. мислам дека сум сега вика позадоволен, вика со После Монако, Болидов. нели Монако имаше Да, проблеми, ама да. ете да. Задоволен со Болидов, Строл си е. Строл, тоа е тоа, Расел И Мартин. Строл беше добро, не беше онака викендов изгледаше. Океј, не беше нешто. Беше пред Колапинто и Цунолевар. Да. Тоа нека се барате од Цунолевар. Поени јаве гледаме дека е тесно, значи имаш шести ти завршил Лосон, седми Алонсо, 8 и 9 Саубер и 10 Окон, значи тесно е сето за поени, тоа е интересно. Не знам, нивно темпо некако му е кој ќе прави на пример квалификации, некојаш му одговара и дури медиум, Астон да Мартин. тера Астон Мартин, не знам како му одговараете деш. Многу се брзината медиум. потврда смеса му одговара. Како че е C6 гумата. Да, да. Па и сега почна, мислам дека викендов имаше онака испробано дури на медиум да тера квалификацијски На круг. квалификација? Не, на На тренинг мислам тренинзите? дека беше, да. Добро, Да истера така некој круг да види дали му одговара, но не беше нешто и не знаеш промесинг. Чуден болите. Многу чуден Астон болите, Мартин, стварно. да. Ама и на таква кратка патека, не му вреди на медиум да си возат. Нормално, нормално. Се освоја поени се. Добро, може не е толку интересна прва за поениот и сепак фалеа Верстапен, Антонели, знаеш, онака, ама пак убаво беше уба трка за сите, така помали тимови. Ете, тоа мислам за Астон Мартин не беше некоја изнечува трка. Имаше интересна борба тој да душа со Бортолето, тоа беше интересно, убаво со одбрана, искусно. Менаџери. Нема јас овде сега ако ти сум менаџер не значи дека ќе те пуштам речи. Да. А ја мислам дека ќе го пушти искрено, ама му врати Алонсо, тркаче. Фернандо не сме Не пушта ништо да. Ја Ќе научиш да се тркаш иначе нема. Ќе те научи на тешкиот начин. Мора да се научи на тешки начин. Така се гради шампион. Тоа е убаво, да. Затоа е мој менаџер и вреди, затоа секој се радува како ќе има позитивен резултат Бортолето така да. И јаве сега имаше позитивен Нормално, резултат, така да нормално. можеме да преминеме на Кик Саубер, 8-9, едноставно тоа е браво, Со- неверојатно. реално Кеф се- ми е многу за Кик Саубер и за Бортолето и за Кафе Саубер Хулкенберг. сега го бришиме Не има автоматски. Кафе Саубер, ова е Кафе Алпин сега. Кафе ова е, Алпин, тоа е, да. Е тие се Алпин. Така му ќе и викаме тие после сега Кафе Алпин. Кафе Алпин. Не може ова, не знам. Стварно како што нешто почна сезона Биното варно. работи или работи нешто. Биното некој прави, не, ефект биното стварно сега има улога што е малку во позадина, онака, Да. знаеш, некош го давате на камера, ама Да. тоа нема врска, тој дава. не треба да е главна фаца на тима, онака, Нормално, знаеш, нормално. тој работи со помалце притисок, така да може ете и да е до него. Јас стварно мислев дека сезонава ќе биде прелазна на Саубер, а Да. тие со ова надграда што ја донесе, која донесе во Шпанија, мислам дека ја донесе растур направи човек. Хулкенберг е тоа цело време во поени што вика. Дефинитивно. Бортолето конечно освои поени, а и мило ми е што не е сезонава како со Адриан, ако ти текна што правевме муавет за како Расел што му беше во 2019, да, дека ќе остани без поени, мислевме, ама еве сега како што види работава редовно во поени ќе се види, дај Боже, се разбира. И ете и возач на Дено беше. Возач од Дено што изгледа сам, да. Нико Хулкенберг го гледаше нешто, си вика јас од 20, Јас од девети 29 во што си поени. знамачив. јас иззнамачив. Да. Ајде вика ти дека помлад. Ајде младци. Младци први поени Да, се. да. Не му менува сигурно на Хулкенберг дека не е. Хулкенберг ќе гледа некош може подиум. Вуиднина. Ајде, со Ауди, со Ауди. Вака за сега. Замисли Тој мислам Саубер дека на ни свеми подиум. возач вака од подолги што нема Да, подиум, така. тоа е. Така, не знам, па сега не има толку стари возачи, тој е трет најстар. Ги имаш Алонсо, Хамилтон, да. Замисли колку млада генерација имаме сега возачи, и Бортолето, колку нас. My goats are living полека. Да. Сега треба да гледаме генерации наши кои што се трка, Вау. и тоа е тоа, таков е живот. Жално ќе биде. А и Бортолето ми е нешто медни со за Бортолето. Не успе да опратица Алонсо Да. и после тркава не беше толку среќен што заврши 8, толку беше бојче изнервиран што не успе да опратица Алонсо за Да, и седма кажи позиција. и Срки коментатор беше Кажи, беше? ова сигурно вика ќе го изнервираше, не може да го помени, Да, така да. Епа ете, тоа е убав менталитет, едноставно тоа е така се града шампиони, значи тоа е Формула 3, 2 шампион со ред, значи влегува како шампион во спортот. Промеси, да. промеси многу. Бортолето име Габи, бендисува. Габи му фали добар болид. Еве сега вади поени на пример со Саубер што Да. наводно е најспориот болид. Сега али- не, ама сега не, да. али наводно беше така да. Ама Јубо што редовно на квалификации покажа убаво темпо против Нико Да, Хулкенберг, што е да. искусен возач и знаеме дека е брз, значи Нико Хулкенберг во квалификации за трка се, ама ете Кик Саубер свакави час, значи стварно растураате тим што сега одиме на тим што не растура, значи се растура сам, тој никој друг не растура, освен сам. Плавиот тим Алпин, едноставно не знам што прави, ама
Не, Гасли нели Стварно депресивно звучи кога речеш Алпин. Да, кажи депресија мала. Саубер онака почнувам позитивно да се радувам за него. Кажи, баш Саубер ќе восувам секој што да ќе правим. Алпин сега, Алпин 2006 шампион Гасли. Топ 3 изјави Алпин. Топ, да, тоа може да има по Ама почна во топ 10 што е некаква трка. 10 ти се квалификуваше Гасли, ете, ама не знам цела трка, да, се мачи, ама и го жала малце, ете, сакаше да замени од тим како што е втор тим на Алфа Таури, што се замина во Алпин, што се и тие ќе стана па како да речем втор тим на Мерцедес, ќе го зема мотор нивни, значи нема да си произведува сами мотор, не се фабрички тим повеќе, така да ете Алпин полека се распаѓа, си заминува сите. Тоа ќе биде, да, тоа е убаво. Многу тимови, ќе биде Мерцедес Пауер, значи Макларен имаме, Мерцедес сами што се. Вилијамс и овие сега. И Алпин. Сега од Астон Мартин во Хонда преминува иначе 5 чевија, тоа ќе беше премногу. Да, Арно што заминува пола грид чевија со Мерцедес мотор. Да, сега и Астон Мартин што рекаш. Да. Сум добро сега и Кадилак, нешто ќе се приклуча, да, така да. Али ете нема Алпин лоша трка, Гасли, жал ми падна цело време, се жалеше за болидот дека нешто не е во ред со болидот. Каква иднина има? Гасли. Алпин или Гасли? Гасли, каква иднина е очекува Гасли? Не знам, стварно, веќе се ближи на 30 години. 30 години, стварно. Не знам, не имаш многу опции веќе на ваков грид кај што се многу млади да се бира сега, така да. Дефинитивно. Гаслијате се искоцка на Алпин, мислеше дека, а и Алпин сакаш ветуваја многу анака, знаеш, вика, тие знам во 2022 имаја план, например, 100 трки план од тогаш да осво шампионат. После 100 трки од тогаш, па сега не знам, не се ни блиску така, еве 2026 мислам дека ќе биде, ама не знам так, тоа е. Може и ете, не знаеме стварно како ќе биде. Ова сезона ме дупка како и да е. Леклер имаше, мислам дека кажуваш дека имаше возено ете тоа симулација за 2006 вика. Не, вика нешто што ме радува многу. Радува, ама нормално во процеси уште се гради нешто така да. Рано се вратиме на Алпин. Да. Алпин и Колапинто имаше лоша трка. Го направи тоа што го направи со Пиастри, знаеш. Не знам, јас ова не е Колапинто што ние го знаеме нормално. Не, онака не, го гледам и на интервју, тоа е проблем. Кога ќе направиш пауза и кога ќе се вратиш во спортов, не изгледа па. Не е исто Вилијамс и Алпин, знаеш, не можеш ти така да. Навик беше на Вилијамс, дефинитивно многу му решеше него. Да. Стварно не знам. Алпинов му е стварно катастрофа. А и после нешто што видов пред да излеземе, видов дека се заинтересирани Алпин за Ботас во оваа сезона да го земе. Да. Да го замени на Колапинто, да. Видов дека има шанси до крајот на сезонава тоа да се случи. Шити, јас мислам Алпин дека и Ботас не нема ни Ботас да ги спасува. Али не знам, дека Ботас може би требало искуство има повеќе, да. Ама Ботас може сака чисто да се врати во спортот, знаеш, онака ете ја мислам дека нели имаше интересно клипче со Кадилак. Да. Го виде тоа, кај што вика. Па добро, вика, ама не сега. Не сега, вика седиштво, да. Седиштво добро е, ама не сега, вика. Па за нема сега да најавува, ама ќе биде кајде. Ја мислам дека тоа ги очекува Кадилак. Тој и Адриан кажува цело време дека Джек Кроуфорд ќе биде тоа Формула 2 возач. Да, американец пусто за американски тим, тоа секој ќе предизвика такви шпекулации, ама рано уште ќе видиме. Алпин, мислам дека лош викенд, ќе заборав, имаме прашање. Actually. И Idiotism.mp4 поздрав до сите што ни поставивте, значи прашања стварно ви сме благодарни, ни прави подкастите поинтересни, не биде да одговараме така нешто. И подолги малце. Прашува дали казната на Колапинто требаше биде построга за тоа со Пиастри. Реално 5 секунди. Ама можеше да биде многу полошо од она. Ја мислам дека да. Ете ништо немаше смени казната што. Ете ДРС имаше вклучено кога влезе во тоа, да можеше да биде да се изврте сите да се скрос. Да. И ти ја заклучуваш трка за лидер во шампионат, а се бориш ти за 15-та позиција, така да тоа е стварно. Излезе окей после на крај. Излезе окей. Добро. Ама мислам дека ФИА некош многу суда како по исходо на нешто што се случи. Пример потегов на Франко Колапинто беше многу опасен. Ама пример да завршеше многу лошо, сигурно немаше само 5 секунди казна да му да. Ја мислам дека требаше да очекува стварно дека е Пиастри. Ама брат има blue flag цело време отстрани. Ја тоа не знам како не го приметува. Нешто нели има сегде плави знамина. Че се игнорира. Ги игнорира и за тоа не дава, треба појче да фија на нешто. Може да е во право Тино искрено, може да требаше Колапинто да биде построга казна, не знам 5-10 секунди, чисто зум онака ти да не ти 5 беше минимум, да.
не можеш да му даеш казна. Казнени поени не можеш да му даеш. Да, ни казнени, добро ако направи инцидент можеш, ама не можеш да му даеш за наредна трка казна, например, онака, да. 5 секунди. За исходов, да, 5 секунди, ама мислам дека чисто за опасност можеш и повеќе, ама сега ако беше надвор од поени, ништо немаше да му смени него. Така да. Можеш 5 беше максимално. Ајде, нека биде окей, ќе ги попушти. Сега го се дупка Алпин. Имаме уште едно прашање пред да завршиме, накратко да кажеме од Мара 2205. Мислење за успехот на Лосон и Бортолето и мислење за ситуацијата со Макс и Кими. Ајде накратко за Лосон и Бортолето. Мислам некој фати сме отеков на подкастов, амете да го вклучиме и тоа прашање. Како што кажавме, млади возачи, сакаш ние кефко ќе видиме дека успева Лосон после таква сезона. Најшубо е возачи што немаја освоено поени да се го освојува на трка, така тоа е интересно за трка што и Лосон и Бортолето освоја поени. Кеф ни е за младите не многу ни кеф, баш сакаме онака да видиме да се покажува жара онака, знаеш, сака тоа е да млади се тоа е за тоа. некоја, да. Тоа е потребно, тоа се бара во спорт. Како го рефрешнува спортов, знаеш, онака не гледаш нови фаци, онака. Знаеш, секој фала, знаеш дека секој фала, тоа е таа. Па тоа е интересно, тоа ја мислам за овој играч што имаме легенди стари, како да, Алонсо, Хамилтон, еви Хулкеберг, ја го сметам како солиден водач онака, да. Ама уште неколку години. Затоа е убаво онака. Фернандо ете уште година може. Дефинитивно. Ова е како пресвртна година, знаеш како пат ги гледаме сега. Graduation. Да, генерацијава со наставници. Наставниците, да, баш graduation. Алонсо и Хамилтон, да, секако ќе ни фала, ама мислам дека ова е еден од најконкурентните гриди што сме ги имали. Ја мислам дека во историјата, мислам дека ова се стварно сите возачи се врвни, онака, сите се преак, имаш шампиони, имаш возачи победници, имаш на подиум, имаш млади шампиони што освојувале се и се што, знаеш, во други категории. Така да спортов ќе цути во иднина, така да без гајле. И за мислење за ситуацијата со Макси Кими, што да кажувам, веќе тоа е. Парно да не мислам. Пак ја чепеш. Да, Кими најш направи почетничка грешка нормално, значи он нема правдање. Очекувано е ти Верстапен после изјава, да, вика очекувано, тоа е од него. Никој не го пренамерно тоа. Никој не го пренамерно, тој секако не планираше сигурно баш да ми изве мене. Да. Тој вика си извини. Сите имаме направено така и тој сигурно има направено кога почнува, па и сега најш. Тоа е грешки се прават, тоа кога ќе закочиш покасно, мајте. Ова ме потсети многу на Унгарија 2021. Да. Ботас кога собра Верстапен онака. Нешто е има Мерцедес многу го чука. Макс еве шврва да. Го прочитавме тоа е. Да. Кажи тие два пати што има Верстапен завршено на прв круг, што ДНФ е нормално било од двата Мерцедес. Од двата Мерцедес 2021. Ова година и 2021. Да, и 2021. Значи ја тоа ги имаш 2021 со Хамилтон, 2021 со Ботас, сега со Антонели, нешто со Мерцедес се бацува цело време, еве и тука ни се наместили нешто, гледајте така. Кради шампионат. Да. Кради шампионат јарно му прави, каша. Не, тоа е друга тема. Ова може би почеток на некаква љубовна приказна меѓу Макс и Мерцедес, знаеш, од ривали до љубовници, нешто така. Ќе ме крше, ја ќе му да после. Ќе појде сега ќе ги растори, ќе му ги чука тој само. Сега ќе ви кажам. Ќе го чука Расел, секоја трка гледаш како се случува. Ете, да кажеме пред да завршиме и да ја завршиме големава награда на Канада, на Австрија да ја оставиме за да се извинете. Да кажеме, се разбира фантаси лигата, нормално. Ова Адриан го правеше така да не ми се проверени која е бројката, ама која и да е, благодариме на сите што сте вклучени во лигата. Доколку не сте го гледате ова, можете да се приклучите и сега, буквално дори го гледате подкастов, само одете на Инстаграм, проверете инструкции или само на фантаси, пишете околу од нашата лига. Играјте, ве гледаме, пратиме, да, навиваме, баш по интересен чемпионшип. Да, по конкурентен. Јас немам ништо сменето, мислам веќе неколку трки со ред сад кажав од фантаси, така да еве, оставам на тие поискусни, ти не ни почнав јас. Ама еве сега се први мјау од Димитар Ангелов, мислам дека и беше прв, 2420 поени, Racing Money од Мартин Димитриовски, поздрав, 2344. Мартин беше трети или? Сега втора. Епизода си има сменето. Overtake. 2344 поени и Зиги Заги од Симеон Ристовски 2123, значи ова е подиум. Имаме мембери. Може, ако ми даш време, ман. Ајде, таман. Да, али дечки играјте, ги имате сите потребни информации, имаме посебен пост пиннат на нашиот Инстаграм профил, така да сите инструкции што ви треба, ако ви треба нормално и помош, нормално може да ни пишете нас на сектор 1 профил. Да, сектор 1 follow, обавезно и subscribe на YouTube каналот, така да помогнете ни и поддржете. Да се дружиме. Обавезно тоа.
И се разбира за победникот на фантаси лигата, че има Следува опасна награда. Да. Така да. следува опасна награда. Стои да видам сега. 82. 80, значи имаме одиме зашто до Целта ни е 100 да имаме ќе до крај на сезонава барем еве да кламе пореалистична цел. Обавезно, да. Ама ете тоа е, ја мислам дека колку и да сме убаво што сте приклучени, така да фала ви многу. Дечки, еве имаме гости во нашето студио. Гости во нашето студио. Така да ние гледаме да привршуваме колку Да што можеме. привршуваме како така, еве да се одјавиме од голема награда на Австрија и да направиме една најава на Велика Британија како што направи. Минатава година ова се случи така да. Мартин ќе се надева на уште едно такво 9-та победа на Луис Хамилтон, да видиме дали може да направи 10. Таму имаме многу интересни моменти, нели во Велика Британија имавме лани победата на Хамилтон, минатата година, да, минатата година беше. Мекларените кои се вратија пред 2 години, нели во 2023 и судиро како што кажавме во 2021, значи имаме доста моменти. Мене лично ми ја омилена патека, така да едва чекам да дојде наредна недела. Така дечки, тоа е тоа од овој подкаст. Големата награда на Австрија е за нас. Одиме на Велика Британија, се гледаме наредна недела. Поздрав, чао. Чао, чао. You've done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1.